Здраво, драги пријатели, и добре дојдете во денешната епизода и издание. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на прашање од една наша драга пријателка Јуле од Неготино, која што ми постави едно интересно прашање на кој што верувам дека некој од вас може би до сега се прашувал, али како и да го погледнем и се враќам назад за да ви дадам одговор. Јуле, фала ти за прашањето. Искрено многу интересна тема и прашање за кое што не ми текнало до сега да зборувам. И како и да е, супер е навистина темата и знам што всушност тебе ти прави дилема и знам која е логиката поради која што се прашуваш за оваа тема, а тоа е дека можеби нашето тело и не знам, нашата генетика која што се создавала можеби на ова поднебје не може да обработува добро можеби продукти кои што сме ги немале во не знам, во нашата измината историја. А тоа значи дека можеби прво нешто што ми текнува е авокадо. Авокадо е нешто што како производ почнува да доаѓа во Македонија конкретно од неодамна, можеби се во прашање 5 до 10 години. Можеби за некои типови на меса и така натаму кои што порано не сме ги јаделе, денеска ги има, како на пример сега почнувам да среќавам јапонско кобе и не знам, не знам како тоа изгледа животно, но у секој случај го знам како продукт. Можеби некои продукти од растително потекло кои што порано сме ги немале, а денеска ги има на пазарите и се промовираат како здрави, а всушност можеби ти се прашуваш дали па сега тоа потекнува од таму не знам од каде и нашите предци, баби и дедовци не го јаделе, зошто па сега мене ми е потребно, али како и да е, одговорот кој што ќе ти го дадам, нема врска од кое поднебје доаѓа искрено и нашето тело не го препознава тоа со поднебјето или каков производ е. И супер е што денеска имаме многу повеќе опции за да обезбедиме различни нутриенти, затоа што можеби во ограничени услови кои што можеби на нашето поднебје имаме 10 производи кои што виреат и можеби 5 од нив не ги сакаме, сега е супер затоа што има плюс 10 производи кои што можеби не виреат на нашето поднебје, но доаѓаат од други поднебја и се продаваат во нашите маркети и пазари. И тоа е супер, затоа што на крајот на денот нашето тело не препознава од каков производ доаѓа одреден нутриент. Вие кога ќе изедете било каков производ, кога ќе дојде тоа во желудникот и он кога ќе го обработи, таа каша и тој производ кој што ќе стигне во тенкото црево каде што се врши абсорбцијата, телото само тогаш ќе препознае нутриенти, витамини, минерали, протеини, јаглехидрати, масти и така натаму и тие ќе ги спроведува до најразличните центри и клетки кои што имаат потреба од тој одреден нутриент. Така да воопшто не е важно од кое поднебје доаѓа одреден продукт, нашето тело не го знае тоа, нашето тело само знае дали ја добило целосната нутритивна вредност која што на нас ни треба или не ја добило. И тука завршува целата приказка. Така да Јуле воопшто не се секирај дали е од наше поднебје или не е од наше поднебје, важно е да тоа биде нешто што изобилува со нутритивна вредност. Многу од нас денеска јадеме и чоколади и чипсови, најразлични лоши извори на нутриенти кои што не се од нашето поднебје, но ни се во секојдневната исхрана, така да за овие од растително потекло или животинско потекло кои што си ги приготвуваме дома, ама воопшто да не се секираш. Уште еднаш ти се заблагодарувам и нормално ги охрабрувам сите кои што имаат можеби некакви идеи да користат Ask Јосиф хаштаг или приватно да ме исконтактират и да одговорам на некое ваше овака интересно прашање и тема. До следната епизода ви посакувам здрави животни навики и се гледаме и убав ден. Чао!